Вчера на тениските терени во градскиот парк во Пробишти беше направено ждребување за надпреварувањето во поединечна конкуренција, како и распоредот за надпреварите во двојки за престојниот тениски турнир кој е дел од програмата за одбележување на 28 август, големиот христијански празник Голема Богородица и секако Денот на рударите. Поконкретно за овој турнир ќе слушнете од јавувањето на доктор Љупчо Милановски, организатор на тенискиот турнир Пробишти 2022. Традиционалниот турнир во тенис, кој што многу години се одржува по повод 28 август, кој е празник на градот, и по 2-годишна пауза предизвикана од пандемијата на коронавирусот, ова година се возобновува и продолжуваме натаму кај што застанавме пред 2 години. И ова година главен покровител на турнирот е општина Пробишти и градоначалникот Драган Анастасов. И, како и претходните години, има пријавено многу играчи, голем број на играчи, направен е, како што најавија, вчерашниот ден беше последен за пријавување, се направи ждрепка и се направи костурот за поединечна конкуренција и двојки. Турнирот почнува од 18, од денеска, во 17 часот, веќе ќе почнат првите мечеви во поединечна конкуренција. Инаку, Пробишти е град кој што живее за тенисот, освен за фудбалот и другите спортови. Овие игралишта две што се направени, единствено можам да кажам дека во Пробишти се едни од најодржуваните, најпосетените и секогаш има заинтересирано за играње. Инаку тенисот има долга традиција во Пробишти. Уште можда од пред 20 години почнавме да организираме турнири. Со професионален тенис, единствено во Пробишти се има занимавано мојата ќерка Софија Милановска, сега офталмолог во 8 септември, која учествуваше на турнири, беше членка на репрезентацијата на Македонија до 14 години. И така да сега се занимава со рекреативен тенис. Инаку рекреативниот тенис во Пробишти е на високо ниво. Имаме одлични играчи кои што веќе играат и оние по некои ветерански турнири кои што се одржуваат низ Македонија и постигнуваат одредени резултати. Овој турнир по неговото завршување ќе биде обезбедени спонзорството што го даде општината, ќе има убави награди за сите учесници, ќе има дипломи за учество за секого и така да очекуваме една добра и фер борба, квалитетни мечеви и очекувам да биде сите мечеви да бидат посетени како и претходните години.